Добро вечер, саботно издание на Дневникот, во него ќе гледате. Министерството годинава одобри 25 проекти за музејот. Ученици од браќа Миладиновци во Полска. Одобрени 30 на проекти за Центарот за култура. Националната установа Музеј Куманово годинава ќе добие 1,6 милиони денари од Министерството за култура за реализација на 25 проекти. Повеќе во прилогот што следува. Во Националната установа Музеј Куманово годинава ќе се реализираат 25 проекти, одлучи Министерството за култура. За оваа намена одвоени се 1.600.000 денари. Најмногу средства се одвоени за музејската дејност и археолошките истражувања, кои продолжуваат на веќе познатите локации, градиште во Младонагоричане и Бислимска клисура во село Пчиња. Од одобрените проекти од Министерството за култура на Република Северна Македонија, генерално сме задоволни од резултатите, од вкупно околу 50 на проекти кои ги аплициравме од Националната установа Музеј Куманово, одобрени ни се половина, околу 25 проекти. Зборуваме за проекти од музејската дејност, издавачката дејност, ликовната дејност и музејската дејност. Одобрени ни се вкупно околу 1.600.000 денари за целата програма на Националната установа Музеј Куманово, од каде што вкупно имаме за ликовната 420.000, издавачката околу 100.000 денари, меѓународната 80.000 денари и музејската од 1 милион денари. Во музејската спаѓаат проектите од археолошките истражувања, спаѓаат историската дејност, етнолошката дејност и слично. Од издавачката дејност единствен проект одобрен со 100.000 денари е музејскиот гласник, кој се издава секоја година. Надлежните очекуваат периодов да се потпишат договорите со Министерството за култура и веќе од март да започне реализацијата на проектите. Од ликовната дејност најзначајни за нас меѓу другите се и традиционалните изложби кои ги организираме секоја година, тоа се ликовната колонија Куманово, како и кумановските ликовни уметници изложбата која е заедно со општината Куманово. Во историската област предвидени се истражувања, а етнолошките ќе бидат евидентирани со документарни филмови и едукација на млади. Група професори и ученици од Кумановското основно училиште браќа Миладиновци во Полска, заедно со врсници од Португалија и Италија и земјата домаќин, ја реализираат третата мобилност во рамките на проектот Еразмус+. Целта на проектот е воведување на нови технологии во образовна понуда во европските училишта, експериментирање и меѓународна соработка, како и споделување на добри практики во иновативно учење, поголема употреба на роботика, кодирање и дигитални вештини како значајни дидактички методи во мотивирање на учениците. Проектот трае веќе 2 години и во овој период, како што појаснија од Македонското училиште, биле разменети значајни искуства и знаења помеѓу партнерите. Учениците и професорите во рамки на проектот ги спроведуваат активностите преку презентации, бројни работилници, дебати на тема роботика, квизови и игри. Училиштето браќа Миладиновци реализира повеќе европски проекти со цел учениците да се стекнат со современи, нови методи и процеси на едукација, но и да ги прошират пријателствата со врсниците од европските држави. Согласно одлуката за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Куманово, донесена на седница на Советот на предлог на градоначалникот Максим Димитриевски, сите граѓани ќе можат бесплатно да користат општински линиски превоз до 30 јуни годинава, на сите линии согласно утврдените возни редови. Општината објави интерактивни мапи на линиите кои може да се најдат на веб страницата. На мапите може да се видат сите постојки за секоја линија поединечно за поаѓање и враќање, како и времето на доаѓање на автобусот за секоја постојка посебно. Од општината напоменуваат дека времето на поминување на автобусите на постојките зависи од повеќе надворешни фактори во сообраќајот. Околу 30 на проекти годинава ќе се реализираат во Центарот за култура, одлучи Министерството. За разлика од лани, поради актуелната криза, средствата се намалени.
Во рамки на годишната програма на Министерството за култура, Кумановскиот центар за култура доби средства за околу 30 на проекти. Кумановци ќе може да проследат изложби, концерти, театарски представи. Одобрени се средства за организација на меѓународниот фестивал Денови на комедија, како и меѓународниот фестивал на проза. Програмските средства за 2023 година изнесуваат 4 милиони и 100 илјади денари, што е значајно намалување за разлика од минатата година, кога биле одвоени 5 милиони и 600 илјади денари. 4 театарски представи, 2 на македонски, 2 на албански јазик и меѓународниот фестивал Денови на комедија. Секако дека би сакале да бидеме уште позадоволни, меѓутоа со оглед на тоа на кризата која најавија во Министерството за култура и дека ќе има помалку пари ова година за проекти, сепак од тоа што аплициравме, не ни се одбиени многу проекти, намалена е сумата на некои од проектите, меѓутоа ќе најдеме начин, ќе ги реализираме сите проекти за кои сме ги добили. Од културната установа очекуваат наредната седмица на владина седница да се усвојат и средствата за реконструкција на Народниот театар. По целосно завршените 2 фази треба да следува третата, која предвидува замена на кровната конструкција. Е-фактура е проект со кој УЈП ќе прави модернизација на процесот на фактурирање за компаниите и бизнисите и со кој ќе се бори против сивата економија со намалување на бројот на фиктивни фактури. Ова го најави директорката на УЈП Сања Лукаревска. Идната година започнуваме со имплементација на проектот за е-фактура. Со оваа фактура ќе се намали можноста за фиктивни фактури и ќе овозможиме дигитализација за компаниите при доставувањето, приемот и обработката, бидејќи се ќе оди електронски, рече Лукаревска. Таа кажа дека во понеделник представници од УЈП ќе одат во Србија, каде што тамошната даночна управа ќе ги слушнат искуствата од нивното имплементирање на овој проект, бидејќи таму веќе носи резултати. Православните христијани ја одбележуваат задушница во знак на сеќавање на починатите. Оваа задушница секогаш се паѓа в сабота во пресред на Великденскиот пост и празникот Прочка. Црквата пропишала посебни денови за душници 4 пати годишно, кога верниците се молат за покој на душите на починатите. Задушница е секогаш в сабота, ден што црквата го одредила за помен и молитва за упокоените. На задушница се оди во црква, каде што се служи литургија и парастос. На овој ден се посетуваат гробиштата, каде што со молитва, пченица и лепче осветено со црвено вино се изразува помен на починатите. На задушница верните им даваат милостина на сиромашните во име на покојните и се молат за покој на нивните души. Во продолжение вести од Македонија. Во јануари, нови 26 фотонапонски електроцентрали со моќност од 6 мегавати за производство на електрична енергија од обновливи извори се стекнаа со лиценци за работа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Станува збор за домашни стопанственици кои инвестираат во фотонапонски централи со цел да се обезбедат самостојно струја за производствените потреби. Дел од стопанствениците кои добиле лиценци произведуваат мебел, кондикторски производи, а дел се и од фармацевскиот сектор. Интересот на приватниот сектор за инвестиции во фотоволтаични централи е висок. Кумулативно, ако се гледа за само 13 месеци, комисијата има издадено лиценци за вкупно 293 централи со вкупниот инсталиран капацитет од 158,2 мегавати, што се во функција и од кои се произведува електрична енергија од обновливи извори. Во земјава само за една година и 1 месец се изградени фотонапонски електроцентрали со вкупен инсталиран капацитет, што е поголем од инсталираниот капацитет на ТЕЦ Осломеј. Струјата од сонце се покажа како главен штит на приватниот сектор во борбата за економски опстанок, зголемена конкурентност, раст и развој, изјави председателот на комисијата Марко Бислимовски. Во 2022 година комисијата издаде лиценци за вкупно 267 централи, што е скоро двојно повеќе од донесените одлуки за издавање на лиценци во претходните 5 години.
Фондот за здравствено осигурување негира дека при хакерскиот напад се украдени податоци на граѓани. Оттаму тврдат дека базите на податоци се изолирани од делот на системот кој беше предмет на напад. Премиерот Димитар Ковачевски рече дека се работи за напад кој во компјутерскиот речник подразбира барање откуп за да се вратат податоците. И премиерот и министерот за внатрешни како и за бомбите сега и за нападот врз фондот повторно велат ова е хибридна војна која се води во Европа. Од фондот воопшто не даваат детали за нападот, но уверуваат дека здравствените и личните податоци на граѓаните се целосно безбедни. Објаснуваат и дека постепено се враќаат функциите на системот, а по добивањето на податоците од јавните здравствени установи, како што велат, веќе од наредната недела се очекува исплатата на платите на здравствените работници, кои веќе јавно го изразија своето незадоволство. Токму во врска со овој сајбер напад на новинарски прашања одговараше и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој рече дека сите институции треба да преземат предвремени мерки за заштита на електронските системи. Кога станува збор за заштита на животната средина, намалувањето на јаглеродниот отпечаток и ефикасното користење на природните ресурси, бизнисите имаат клучна улога. Не само зашто значајно влијаат врз состојбата на животната средина, туку и затоа што имаат можност за создавање и примена на иновативни решенија за промена на континуираното уништување на екосистемот. Истакнаа од Центарот за климатски промени, осврнувајќи се на проектот Потикнување одржливи начини за работа во новата дигитална ера, што е создаден како одговор на Зелениот договор на Европската Унија за справување со климатската криза. Според Центарот, се повеќе компании од бизнис секторот се обврзуваат да го намалат нивното влијание врз животната средина преку создавање одржливи екопрактики на работните места. По усвојување на Зелениот договор на Европската Унија за справување со климатската криза во 2019 година, а потоа и подпишување на договорот за Зелена агенда за Западен Балкан, сите анализи и научни истражувања покажуваат непосредна потреба за промена на однесувањето, намалување на еколошкиот и јаглеродниот отпечаток, како и зголемување на потребата за промена на начинот на водење на бизнисите. Патролни тимови составени од полициски службеници од Оделот за униформирана полиција во координација со Управата за јавни приходи, Државниот пазарен инспекторат синоќа спроведоа акцијска контрола во угостителски објекти на територијата на целата држава. При контролата констатирано е едно кривично дело по член 215 и едно кривично дело по член 204 од Кривичниот законник. Во угостителски објект во Неготино било пронајдено шише со течност и против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Во угостителски објект во Тетово биле затекнати двајца малолетници при консумирање алкохол, за што против сопственикот ќе биде поднесена соодветна пријава. При тоа биле констатирани и 31 прекршок по член 21 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, присуство на малолетници во угостителски објект по 12 часот. Акцијски контроли во угостителски објекти продолжуваат и во наредните денови, информираат од полицијата. На едно 4-члено семејство во јануари му биле потребни 50.799 денари за минимални месечни трошоци, покажуваат пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија. Според податоците за синдикалната потрошувачка кошничка, најмногу пари или 19.206 денари се трошат за храна и пијалоци, а 13.313 денари за режиски трошоци. За хигиена биле потребни минимум 3.097 денари, а за превоз 3.668 денари. Државниот завод за статистика објави дека инфлацијата во јануари изнесува 17,1%. Времето денеска во Куманово најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 14 степени, а утринската ќе биде 2 степени. Ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на ТВ Плюс и имајте пријатна вечер.